така, бе? Како овака, бе, сурту кеден поминуваш покрај мене, добар да нечеш да кажеш? Абе, остави ме намира, бре, соседа. Каков сосед, бе? Ако ни се куќите една од друга, тоа не значи дека за сосед ке ми имаш. Ох, море мајко. А, бре, ако ти кажам добар ден, се лутиш. А ако не ти кажам добар ден, пак се лутиш. Остави ме намира. Ќе те оставам јас тебе намира, ако ќе ти ја земам таа куќарката и ако ќе си направам штала од неа. Не можам да те гледам поеќе ни тебе, та ни таа твоја голтарка, да ми смрдите околу куќава. Чекай, полека, не греши душа сега, чорбаджи. Како така? Ајде, ајде бегај, не може да те слушам поеќе. Ајде, шо стоиш до мене? Ај, белја работа, па ти ме сопре, не јас. Јас те се, да те пукнам со стапот под остоленицата, ке ти кажам, јас сум те сопрел. Туре ти е сам. Лажиш тука сурту кеден. Ај, белја работа, пукнам со стапот, те пукнам со секира, ти покажем ја. Остај ги таму, јас само водичка да налијам и ќе си дојдам веднаш ке ручам. О, леле. Што ти е? О, леле. Ово е пак ме закачи денес. Така? Дерман се нема од него. Еј, шо ти е? Чеј, бре. Шо ти е? Еј. Шо? Да е праведен мил Господ. Да си го прибере кај него. Да си умри, Боже ми прости, рад да се чиним. Арно велиш. Ама и Господ па си има и други работи поголеми. Не ги знае нашите маки, да ги знаеше, може ке направиш. А многу е лош. Многу знае што може да ни направи. Може те отпустало шо ти е да дојде да ни ја запали кукичката и тоа на спиење да ни ја запали. И да ни изгориме како глувци. Не, море, нема да ја запали. Денеска ми рече... Ќе не избрка. Ќе не избрка. Ќе не избрка, вели, ќе ве избркам, оти ми смрдите, рече. Сме му смрделе. И вели, ќе направил кучичкава наша штала. Ај. Шо ќе му е нашава кукичка за штала, ко си има толкава штала? Толка, одлушотија. Ова штала, ова два коња не се одирав напред. Да знаеш, штала. Мене ми иди да си ја фрлам капата и дерман да фатам, ама нема кај да ода. Нема кај да одиш. Да и Господ. Господ да е Господе Боже, голем вишење тој гледа, се гледа што се при овде. Знаеш што? Што? Зошто не отидеш до кај него? Кај, бе? До кајде до Господ. Да го прашаш колку ќе живее овај. Ако живее многу да си бараме чарато, а ако приумри бргу да си останеме. Арме велиш, ама како да те оставам тебе? Не бери гај, како ќе ме оставиш, како досега, така и од сега. Ке му се тргам од патот, тој од оваа страна, јас од другата, тој од оваа, јас од другата и така. Не бери гај. Ај, влези, да донесем вода, па ќе ти подготвам сеза на таа торбичето, лепчето и да одиш. Ајде. Добар ден. Добар ден, пријателе. Добар ден. Каде, а? Каде? На долг пат сум трнат јас. И јас од град, а ти гледам в град ќе одиш, а? Не в град, отаде ќе одам. Јас имам една голема мака, па си трнав да го барам де до Господа. Да ми каже некој чаре, али ќе има чаре, али ќе нема чаре, како чаре да барам? Аман, бе, пријателе, ама што, мака нешто имаш, а? Имам голема мака. Пријателе, мора да ти е голема маката, што толку далеко си тргнал. Голема е? Туку, слушај, да те прашам нешто. Кога веќе одиш кај него, да го прашаш нешто за мене, а? Прашај, ќе го прашам, јас... Имам еден куп нарачки. Па сети ги ќе се сетам и на тебе. Ќе го прашам, оти да не го прашам. Абе, знаеш, пријателе, да го прашаш, еве, кога јас ќе поидам кај него, таму, горе. Да го прашаш, кај ке ме клаи. Знаеш, јас и знам дека местото ми е во рајот, ама да го прашаш, кај има место, а? Нема да ти биде тешко, нели? Не, бре, оти да ми биде тешко. Кај за другите и за тебе ќе прашам. Ќе го прашам. Ајде.
Ajde da odamo, ti me čeka dug put. Ajde. Со здравје, пријатели, и немој да заборавиш за мене, а? Ajde. Ti zaborav. Стој! Racite gore. Racite gore, hajde! Racite gore. Кој си бе ти? Кој сум? Сиромав човек сум јас. Немам ништо. Кај си кинисал? Каде вака? Каде? По една работа. Која работа бе? Каква Работа, кажи, ајде! Бргу! Појдов кај до Господа. Имам една мака да го прашам сетики да ми кажи чаре за таа маката. Па сетне кој ќе се вратам, отепајте ме сега, пуштете ме се. Каде рече, каде си тргнал? Каде до Господа? Каде до Господа? Аман бе? Да не подлажуваш малку. Не бре, кој лажи? Слушај се, Господ ми слушај. се докато ти не лажи. Можеш ли да го прашаш, дедо Господ, дали има место и за нас? Можем. Има многу нарачки, ама сетики нова, ќе се сетам, нема да Ќе го заборам. прашаш. Сме краделе, сме утепуеле. Многу лоши работи сме правиле. сме правиле ние. Ако, значи... да го прашаш, ако има место за нас, ама уште нешто. Шо? Кај ќе не смести? Гале да немате, значи да го прашам дали има место за вас и ако има, кај ќе ве смести? Да, бидејќи многу зулуми сме правиле. Гале немајте. Да не смести во едно подобро место, кажи. Како не, се ќе го Добро, ајде. Вие да ме чекате овде, јас кој ќе се вратам, тука да ме А чекате. ти сакаш да одиш? Додам да го прашам, ти сетне, се вратам. Добро, оди. Тука ќе те чекаме. Ајде. Да не излаже овој? Ќе се врати. Не, нема да не излаже, ќе се врати. Ќе се врати, тука ќе го чекаме. Да го чекаме. Така рече тој. Ајде. Голтарке, Мари! Што е, чорбаджио, што сакаш? Што ти треба? Шо може од тебе да ми треба, Мари? Голтарке една. Туку кажи ми кај оној копукот, оној голтарот тој кај е, ха? Ао! Немаш кого да мачиш, затоа го бараш. Тоа ти фали? Сакам да го прашам, Мари, кога мисли да си ги собере парталите да ми се мамне од тука? Тој отиде кај Господа. Која ќе се врати од таму, ќе ти каже кога ќе се мавне. Ја, кај Господа велиш? Кај пријателот, а? Кај Господа пошол? Боже, шо нема човек да чуе од вас, голтариве? Кај Господа пошол? Бог да чува. Смеј се, чорбаджио. Море доглаа ќе ти дојде. Таа лошотијата што ја имаш. Добар ден. Добар ден. Помени. Колку даваш круши? Ами, не ги продавам, така ги давам. Така ги даваш? Да. Со години продавам, никој не купува. Сега решив така да ги дадам да видам дали ќе земе некој. Ја, така ги даваш и никој не сака да земе. Не бре, побратиме. Ама... Сакаш ти земе ги. Не, така ќе ти ги дадам. Ама не сакам сите едно да ми даш. Јако не вере ти? Пој.
Што бе, побратим? Ми се згади нешто крушева, бе? Ете, така на сите им се гади. Ама, Сакав да ја исечам, ама си велам поарно да разберам во што е работата. Не знам. Слушај, да ти кажам право, јас можам да ти свршам работа. А намре? Добре, еве, сум тргнал кај дедо Господа да го прашам за некои работи, па ти го прашам и за ова, шо знаеш? Ке те молам да ја направиш таа работа. Планина од рамена ке ми симнеш. Ако де, добро, ке ти ја свршам таа работа. А кај ти е тебе таа круша? Од Кашија во Бавчева. Ано, ај со здрави. Да го прашаш. Ќе го прашам, не бери гајле и ќе ти кажам се. Многу ти благодарам. Ај со здрави. Ај со здраве да си одиш и со здраве да се вратиш. Човече, не мини ме тука. Зашто ќе се удавиш? Не врти се вамо тамо. Туку мене погледај ме. Јас ти зборувам. Реката. Ај, и тебе ли те дарувал Господ да зборуваш? Не додав јас да минам, туку многу сум жеден, па сакав да се напијам, те гледам бистра како соза, па велам ајде. Добро, човече, напij се. Многу ќе ме израдуваш ако се напиеш. И ти не се напи. А јас мислев дека ти ќе ме израдуваш. Сакав да се напијам, ама еве, таман да се напијам, никако така се згадив и не можам да се напијам. Не ми е прв пат. Никој досега од мене не се напил. Сите ги молам, ќе се обидат. Ама ништо. Залудно ми е што сум чиста како солза, кога никој не ме сака. Па чуј ме сега, јас што ќе ти кажам. Јас имам една мака, па тргнав кај Господа. Да го прашам, тој да ми каже, али има чара или нема. Ако сакаш, можам и за тебе да прашам. Оди, човече, оди. Прашај и на враќање да ми кажеш. А сега, оди погоре. Тамо минија реката. Ај со здрави. Со здравје. Добар ден, невесто. Добар ден, чичко. Да ми даш малко вода да се напијам? Ако да, добро. Море ќе се удато не кучиња. На здравје. Фала ти многу. Фала ти, невеста. Се јарно, чичко, ама едно сгреши. Шо? Не сум невеста. Уште сум немажена. Аман, мори. И како вака убава мома немажена доди? Секој со својата судбина. Мојата била ваква. А ти каде одиш? И јас имам една мака. Тргнав да го барам Господа, да го прашам, да ми каже шо чаре за маката моја да си најдам.
кога е така, ај, прашај го и за мене. А? Зошто никој не сака да ме земе за жена? Ја... ќе го Не прашам. сум ни лоша, ни мрзлива, ни сиромашна, пак никој не сака да ме земе за жена. Ага. Ако, ќе го прашам. Покрај другите нарачки и оваа твојата ќе помине. Сети ги ќе се сетам, нема да заборам. Ајде, ајде, со здравје, со здравје. Голема ќе треба да ти е маката, човече, ко си решил да дојдиш кај мене. Ај кажи да те слушам. Има многу закажувања, ама прво да ја кажа маката моја, па потоа на другите. Имам време јас да слушам. Ај, ти само кажуј. Голема мака си имам од соседот мој. Чорбаджија е, ама нас не може да не гледа. Вика по мене и по жената, мава, се лути. Па да ми кажеш, Господи Боже, уште колку ќе поживеи. Ако живеи, да си соберам парталите да си заминам. Ако умри, да знам сетне да си чинам рад. Чекај да го отворам тефтерот и да видам. Аха. Ќе живее уште 300 години. Твоја милост, дедо Боже. Аха. Да ти кажам сега што ми нарачаат другите. Не треба да ми кажуваш, човече. Чунки, јас сум Господ и се гледам од овдека. Оној чорбаджија, ќе му речиш дека тука за него јас имам изградено убави сараи во рајо. Чунки, на земјата е добар човек и многу добри ќе прави. На арамиите ќе им речиш оти имам и за нив место. Казаните во адот ми се издупени сите, со нив ќе ги лепам казаните, така да им речиш. Ќе кажам токму како што ми кажа. А сега да ми кажеш за оној со крушите. Не ми се чумот што може да биде. Во коренот на крушата има закопано големо азно, грно со азно. Ќе го откопаш и ќе си го земиш. Сетне крушите од таа круша ќе се јадат. А зошто јас да го земам златото? Златото ќе го земиш оти е од татко ти. Арами му го плениле и таму го закопале. Ами реката што не може да ја пијат, и јас не може да се напијам. Види вака, реката досега има удавено 99 луѓе. Ќе треба и 100-тиот да го удаи, та да почне да се пие. Затоа ти ќе поминеш, како што ти рекла, од потаму. А на момата ќе речиш вака, ќе има момче убаво. Ама знаеш кај е грешката? Што дворот го мете ноќе. Кога сонцето заоѓа, Чунки е многу мрзлива, па метејќи го дворо, му ги праши очите. Кога ќе станува порано и порано кога ќе си ја завршува работата, тогаш ќе може да си најде момче спроти себе. Нека ти се слави името Твое Божие. А сега да си појдам јас по патот и да си барам некое место за живење. Од оној не може да се живее. Ај сега, нека ти е среќен патот и со късмет оди си. Со здравје. Ај. Ај со здравје.
Така. Ми кажа се убо, ама многу нарачки си имал за тој него. Имав, ама... Не се налутиш отиде до таму. Не, бре, како се нада, се Јас си налути. мислев, ке рече, што си дошол овде со тебе. Така како се исправи, Господи. Така беше. Поможи. О, шо не бев да го видам и јас. Ама не ми кажуваш за ова што... Кое? Зашо отиде, ништо не ми кажа. За Душовадников. До кога ќе живее? Ќе умрели скоро. Уште 300 години. Така рече. 300. 300. Како милува Господ, така нека биде. Негова милост. Негова милост, се е во негови раце. Така. Така реков и јас. А на овие невраќање им кажа се, овие што ти нарачуваат. Се. Да не заборави некого да Не, чекаш. бре, се. Само тебе не ти кажам. И што мене да ми кажеш? Не нарачав јас ништо. Само ова за овој. Што? Ова... Кисело млеко. Не, жена. Ова е наше. Ај. Еми, од каде ова чудо? Ова ми рече дедо Господ. Оти било под една круша. А, она, за крушата. така. И ова било од татка. Од него било ограбено, та сокриено под крушата. Затоа... Наше си. Имало спаси за нас, значи белден да видим. Добре, како што е Господ никој. Фала ти, Господи, фала. Ајде. Кој? Влези, бре. Добар ден. Славче. Чуе, бре, Славче. Чувте? Што? Добре. Чорбаджијата Што? Добре. Што? умрел. Како, бре? Кога, бре? Така, легнал и... Легнал... Здрав беше човекот. А не ли рече дека... Ја си реков... Чодите. Со свеќа? Ај, ќоди бе, ќоди. Јас отам да... Полека. Кажа, Трче. Оди. Трче, бре, Славче. Оди. Амен, бре. Како? Рече 300 години. Па кај го нашле овој? Овој, како го нашле овој да го пуштиле тој да кажува? Ќе го погреба додека каже на цело село. Може ли да најде? Добре. Еј, мене нешто не ми фаќа умот оваа работа. Рече 300 години. 300. А сега одеднаш... Чудам да го прашам. Каза, кого? Чудам да го прашам дедо Господа. Не. Чудам. Не, пред тие работи ќе се налути. Себе ден ќе одиш? Слушај, јас и така го знам патот сега. Ќе сам бргу кај него. Ќе појдам и само ќе го прашам за ова. Нема да се налути. Нема да се налути. Ај, оди. И баш сакам да знам и јас да видам што чудо беше ова. Еднаш 300, еднаш... Затоа дојдов јас, дедо Боже, да не сгрешив нешто што умре човекот. Се ми се чини ти рече 300 години ќе живее. Така беше запишано. Ама ко ти реков јас 300 години, ти не пререче ништо, туку рече ако, милост Божја. Темек, вербата во мене ја носеше. Ко си отиде дома и кажа на жена си, и таа рече милост Божја, ако. А првата милост Божја, јас му чкртав 100 години. На втората милост Божја, уште 100 години. Жена ти уште нешто те опита, пак рече ти милост Божја, уште 100 години, и ете го човекот. Си отиде, чунки остај ти на мојата волја, на Божјата. Не сакаше ниту ти, ниту жената твоја да ја делите правдата.
туку оставивте се во Божји раце. И затоа јас ве куртулисав од тој лош чорбаджија. Твоја милост, Господи.